Точно напладне во 12 часот и 5 минути Сојузот на синдикатите на Македонија започна со најавениот протест на кој излезе дел од членството за да го изрази своето незадоволство од ниските плати, но и поради односот на владата во пристапувањето кон решавање на проблемот околу барањето за зголемување на минималецот на 500 евра. Протестот кој почна пред работничкиот дом предвидено е да заврши пред владата. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов вчера порача дека владините политики се во погрешна насока и на штета на работниците. Денешниот протест го следи Огнен Чанчаревиќ. Огнен, кои се пораките на синдикалците кои ќе бидат испорачани со денешниот протест? Да, Александар, како што кажа и ти, се наоѓаме во центарот на Скопје. Синдикалците веќе ги одминаа две од трите најавени точки. Ако можете да видите, тие се зад мене и се упатија пред владата, каде што ќе го испорачаат последното барање. Како што кажа и ти, ова јавна седница, од ССМ вела дека ова не е протест, туку е јавна седница, седница која се држи на отворено на сите раководни тела и органи на синдикатот, почна во 12:05 минути, символично 5 минути по 12, затоа што сметаат дека се истечени сите временски рокови. Како што кажа и Трендафилов на почетокот, седницата има 3 точки на дневен ред, две веќе се усвоија. Првата точка беше дека не може да има за пратениците, а да нема за работниците. Втората точка, барем така се викаат точките, подадената рака кон работодавачите може да стане тупаница, а третата точка е дека владата не може да одлучува за работниците без работниците. Сакам да кажам дека јавната седница почна со 1 минута молк, почит за жртвите во трагедијата во Кочани, од каде што се упатија потоа кон владата тука пред Стопанската комора. Се обратија дел од синдикалците кои што им порачаа на работодавачите дека е потребно веднаш да ги зголемат платите на работниците во приватниот сектор за да се спречи екзодусот на работници од Македонија. Велат дека околу 10.000 работници секоја година ја пуштаат државата поради ниските плати и лошите услови. Предходно пред собранието се обрати председателот на ССМ Слободан Трендафилов, кој побара од пратениците да изгласаат 500 евра минимална плата и 100 евра зголемување на сите плати во државата. Предлагам сега да го чуеме кусото обраќање на Трендафилов пред собранието. Вашите сега 79% зголемени плати не ги заслужувате и затоа дојдовме тука. Поради фактот што вие не одлучувате за нас, ние ќе одлучиме за вас. Почитувани браќа и сестри работници, ве молам да донесеме одлука пратениците да бидат на минимална плата до наредното зголемување на минималната плата. Кој е за? Дали некој има против? Дали некој е воздржан? Констатирам дека органите и телата на ССМ, органите и телата на гранските синдикати и луѓето кои не поддржуваат, борците за работнички права и представниците од другите синдикати, едногласно ви донесува одлука да си ги намалите вашите луксузни пратенички плати на минимална плата. Се додека не ги зголемите работничките плати. Александар, да, тоа беше пораката на Трендафилов упатена кон пратениците да изгласаат повисоки плати. Предходно го прашавме и министерот за економија и труд Бесар Дурмиши дали ги поддржува протестите, дали ја поддржува оваа јавна седница на ССМ, што мисли за зголемувањето на платите, кои се неговите аргументи. Тој кажа дека демократско право е да се излезе на улица, но и дека се што станува збор за платите мора да се решава на седница на економско-социјалниот совет. Да погледнеме изјавата на министерот за економија Бесар Дурмиши. Нормално дека живееме во демократија, има право секој да излезе на улици да протестира, да укажа својот револт, но јас ќе кажувам пак дека синдикатите
веќе им истекне мандатот и веќе не се репрезентативни. Ние како влада го формиравме комисијата која требаше да утврди репрезентативност на синдикатите. Таа комисија веќе работи. Одма кога ќе се определи кој синдикат ќе биде репрезентативност, јас одма ќе го свикам седницата на економски и социјален совет и синдикатите треба таму да ги кажат своите барања, а не на улица. Ние сме го кажале ова од почеток дека како влада ги почитуваме и сме за социјален диалог. Александар, како што кажав, тоа е пресекот на досегашниот тек на оваа јавна седница или мини протест на Сојузот на синдикати на Македонија, инициран од зголемувањето на минималната плата за 1800 денари наместо за окружување на 500 евра, како што беше нивното барање. Синдикалците се упатија кон владата за тоа што која беше пораката која ја испратија од синдикатот до владата во следното информативно издание.